Заврши продолжениот викенд и иако можевме да констатираме дека за цело време на продолжениот викенд врнеше, сепак мобилните екипи на Министерството за внатрешни работи од секторот сообраќај беа на терен и имаа полни раце работа. На оваа тема во продолжение разговараме со портпаролот на Министерството за внатрешни работи Тони Ангеловски. Тони, добро утро. Добро утро вам и на вашите гледачи. Како поминавте за време на продолжениот викенд? Колку прекршоци регистрираше сообраќајната полиција? Оно како што знаете дека Министерството за внатрешни работи без разлика дали е викенд, дали е празник, дали надворе сонце или врне, полициските службеници мораат да работат за безбедноста на граѓаните. Се разбира, продолживме во истиот стил и во текот на овој викенд и она што е како резултат од тие сообраќајни контроли кои што ги проведовме во текот на вчерашниот ден, можам да кажам дека имаме регистрирано на територијата на целата држава 394 прекршувања на правилата за возење со дозволена брзина, а се разбира констатирани се и други прекршоци. Но мора да кажам дека продолжува она што еднаш веќе го кажавме, продолжува и тенденцијата на подобрување на сообраќајната култура и подобрување на резултатите во сообраќајот, така што се надеваме дека и октомври ќе го заокружиме со многу мала бројка на жртви во сообраќајни незгоди и ќе продолжи тенденцијата од август и септември, кога имавме за 3 пати, односно за 5 пати помал број на жртви во однос на минатата година. Тони, вчера се обраќав на делницата Прилеп Скопје, колку што можев да избројам, на 6 пункта имаше поставено полициски екипи кои што ја следеа брзината. Врнежите не ги спречија да излезат на терен и да воведат ред во сообраќајот. За оние кои што ја пречекоруваат дозволената брзина, има ли толеранција или се што е над дозволеното се казнува? Видите, значи, нормално е ако, например, брзината за 2 км, 3 км, 4 км да поминува со опомена. Се разбира, тоа не е брзината која што може да предизвика сообраќајни незгоди со тешки последици. Но, она што е веќе над 10 км на час, 20-30, како што гледате, ние секојдневно ги објавуваме нашите извештаи и во прилог доставуваме снимки од радарите. Ние, за жал, се уште имаме брзини со 250 км на час, со 270 км на час, брзини кои што не се нормални и кои што не може едноставно да имате брзина. Колку и да сте самоуверени, колку и да имате моќен автомобил, се разбира, нашите патишта не се прилагодени за тие брзини. Кај нас имате максимално дозволена брзина 130 км на час. Се што е над тоа, значи е небезбедно, небезбедно е за вас, а небезбедно и за останатите учесници во сообраќајот кои што си ги почитуваат правилата. Токму затоа ние сме и насочени да ги санкционираме оние прекршители кои што возат по вакви енормни брзини и ја загрозуваат нашата безбедност. Покрај брзото возење, возачите под дејство на алкохол се најлоши учесници заедно со оние што возат брзо, нели? Викендов полицијата информираше дека меѓу нив бил сопрен и возач со 4,26 промили алкохол. Колку често се регистрираат вакви прекршители? Па да, за жал имаме и вакви случаи кога едноставно со таа количина на алкохол човекот не може да оди, а не да вози. Но за жал се уште таа свест ја немаме доволно дека кога веќе пиете алкохол, не седнувате за управувачот. Затоа што на тој начин, без оглед на тоа колку вие се чувствувате моćни и силни дека можете да управувате. Се разбира, значи не за џабе е кажано дека кога ќе пиете алкохол, не седнувате за управувачот. Јас гледам и во некои земји веќе тенденции и за укинување и на тие дозволени 0,5 колку што ги имаме и ние дозволено во државата и се разбира наместо да одиме ние кон таа тенденција да го изфрлиме алкохолот, да кога веќе консумирате алкохол, качете се во такси или доколку имате некој друштво кој што не консумира алкохол, тој да го вози автомобилот. За жал имаме такви случаи, па дури и вакви фрапантни бројки од 4,26, каде што едноставно човекот не може да оди, а не да вози автомобил. Се разбира, затоа сме ние тука и веднаш таквите возачи ги исклучуваме од сообраќај, и следат на тамошни соодветни мерки од земање на возачката дозвола и паричните казни.
Возач возеше по пешачка зона во Струмица. Полицијата го откри идентитетот. Како се справувате со овие случаи? Што презема МВР? Какви се последиците за ваквиот дрзок однос, би рекол? Па, за жал имаме и такви лица кои што сега како што имаме на тренд на социјалните мрежи, како што се TikTok и други, каде ставаат такви видеа за жал и прекршување на законите, дојде таа мода не е само кај нас, во цел свет, еве дојде и кај нас, па за жал имаме и вакви примери. Но она што е клучно е дека полицијата веднаш ги санкционира ваквите прекршители и ваквите така наречени мангупи веднаш се соочуваат со казната за прекршениот направениот прекршок. Се разбира, мораме ние да менуваме свеста. Мораме веќе да не се водиме од тоа дека е мангуп оној што брзо вози или овој што сега возел по пешачки премин. Тој не е мангуп, тој е за на лекар, затоа што возејќи по пешачката зона можел да повреди пешаци, недолжни граѓани кои што апсолутно со ништо не заслужиле еден таков дивјак да им ја загрози безбедност. Тони, имате ли некаква статистика за тоа кој повеќе прави прекршоци, помладите или постарите? Видете, значи без оглед на годините, прекршоците се присутни во сите генерации, значи не ги делиме ни по пол, ни по години, затоа што прекршоци прават сите. Сега зависно од годините различни се прекршоците. Знаете дека кај помладите најчести се прекршоците за возење без возачка дозвола, возењето со поголема брзина од дозволената, зависно од годините. Но сепак во сите генерации се прават прекршоци, а факт е дека во последниот период тие се намалуваат и како резултат на тоа имаме и многу побезбедни патишта. Ова прашање го поставив затоа што претходнава недела прочитав реакција дека постарите возачи кои што седнуваат зад воланот и управуваат со возилото представуваат опасност во сообраќајот. Колку е оправданоста на ваквите реакции? Не, апсолутно таква реакција нема основа, затоа што доколку ги почитувате сообраќајните правила и прописи, тука годините се небитни. Се разбира, значи оној кој што е свесен, кој што е совесен возач, не е битно колку години има. И уште едно прашање пред крајот на овој денешен разговор. Синоќа поради сообраќајна несреќа во целост беше прекинат за сообраќај магистралниот пат Куманово Крива Паланка. Среќа според информациите во неа нема жртви. Има ли сознание кои се причините за сообраќајната незгода? Причините се утврдуваат дополнително откако се заврши увид за сите тие потребни мерки и активности за констатирање на причините, но она што е битно и во оваа сообраќајна незгода е дека немаме жртви и дека продолжуваме со трендот на намалување на бројот на жртви во сообраќајот, она што е на што сме особено горди како Министерство за внатрешни работи. И сакам и во оваа прилика да им заблагодарам на граѓаните што и во овој продолжен викенд ги почитуваа правилата и прописите, немавме сообраќајна незгода со вакви тешки последици и се надевам дека овој тренд ќе продолжи и во наредниот период. Тори ти благодарам за ова вклучување во утренски брифинг.